Здраво на сите и добро дојдовте во уште едно ново видео. Ова видео нема да има никакви реакции, ниту пак зафрканци. Ова видео ќе покажам неколку вежби кои што може да помогнат за издржливоста на вашите мускули, воедно и за поголема сила, нели? Без издржливост нема сила. Мислам, тоа е мојот став. Не знам како вие го толкувате тој поим. Да не должиме многу, па ајде да започнеме со вежбите. Одиме со првата вежба и како и обично сите ја знаеме, се вика пленк. Рацете, односно нашите лакти ги допираат долу на подот. Рацете ги ставаме во ширина на нашите рамена. Предниот дел, односно шаката, можеме да ги прекрстиме или да ги оставиме вака или пак на тупаници, седно. Телото право ќе правиме вака по 30 секунди. Доволно и за почеток, затоа што не треба многу големо оптеретување ако сакате само да се одржувате во една фит форма, односно да едноставно кажемо рекреативно вежбате. Тука исто така целото тело се активира, сите мускули на телото. Пленкот можете да си го креирате вие како што ќе сакате по колку серии, значи доволно ви е од 30 до 40-45 секунди максимум. Меѓутоа јас ви препорачувам 30 секунди по 3, максимум 4 серии. Ова вежба наречена пленк го јачува целото тело, односно секој мускул на телото кој што ви се наоѓа. Одиме со втората вежба, исто ќе правиме пленк, меѓутоа push-up пленк. Во положба на склек, не правиме склек, меѓутоа во положба на склек сме тука. Исто така ја задржуваме оваа положба. Ова е малку потешко од првата, од пленкот, затоа што нашите раце се испружени и така имаме, значи, поголем притисок од долниот дел до телото, кој што не е потешок нормално, и надоле не привлекува гравитацијата. Ние мора да се задржиме во оваа положба, исто по 30 секунди до 45 максимум. Вас како ви одговара, си ги бирате тие. Така, забрав да кажам, главата не мора скроз вака да биде храната, меѓутоа не да ја наведете надолу туку, да ја подигнете рамномерно со вашето тело. Погледот благо исправен кон напред. Ова вежба исто така ќе активира сите мускули на телото. За ниво од пленкот е потешка, затоа што рацете се исправени, не сме долу. Исто ова вежба, како се напоменав, ќе ја правите од 30 секунди до 45, од 3 до 4 серии, односно повторувања, после секоја серија која што сте извршили. Одиме на третата вежба, овој пат во лежечка позиција. Рацете ќе ги доближиме до телото, значи не под нашето тело, него до телото, но нозете, односно долните екстремитети ќе ги дигнеме, истовремено и главата ќе одвоиме од подот. Значи не само нозете, него и главата и нозете. Исто тука бидејќи ова е малку потешко, едноставно не се подпираме на ништо, туку се собираме кон нагоре, односно кон горе, ќе е потребно да ги намалите повторувањата со што помалку секунди. Значи, ако 30 до 45 секунди беа за претходните две вежби, овој пат ќе го сведете тоа на 20 секунди или пак на 15, зависи. Значи ќе се испробате вие колку можете да издржите. Од 2 до 3
серии се препорачувам, јас препорачувам, сега вие ќе се одлучите колку ќе се посакате да се направите, меѓутоа најдобро од 2 до 3 за да едноставно ако сте почетник, да не го напрегате од почеток телото, затоа што можете да бидете воспалени мускули кои што не е баш пријатна ситуација тоа, ќе ве држи неколку дена, меѓутоа ќе помине, ама најубаво е да ги правите во граници сите вежби кои што ќе ви ги покажам, сите вежби исто така кои што ќе ги пронајдете на некои други YouTube канали, за да си немате проблем со она што ви го кажам. Одиме на четвртата вежба, ова ќе биде со движење, исто положба на слег. Од положбата на слег доаѓаме до положбата на пленк и од положбата на пленк повторно доаѓаме во положбата на слег, односно во првобитната положба во која што сме започнале. Ова не е само за издржливост, туку има улога и во зголемувањето вашата кондиција, истовремено и сила. Значи се е поврзано со меѓу тесни грамки, меѓусебно. Тоа би изгледало вака. Десна па лева, десна па лева. Можете и после лева па десна, лева па десна. И си го менувате вие кругот како сакате да ротирате и да се спуштате. Ова ќе го правите од нормалното темпо, малку позабавено, за да тоа дојде на издржливост и да се оптерети на едно повисоко ниво нашето тело. Кој ќе го направите тоа? Значи, се спуштате доле и се кревате. Тоа вие еднаш. Вакви ќе правите од 20 до 30, без разлика на времето. Повторувања нека бидат од 3 до 4. Сепак, зашто 3 до 4 повторувања? Поради тоа што го правиме со малку побавно темпо од нормалното. И пета вежба и како последна за денеска, која што има улога, односно помага во стигнување на издржливост, сила и истовремена кондиција, е тоа да најдете некоја цврста потпора која што може да се подпрете. Ова може да го правите со тежина, меѓутоа јас ви препорачувам да го правите со собствената тежина без никои додатни тежини или пак тегови. Вие ќе се ги темпирате по вашата издржливост или колку би се вашите граници. Правиме од 15 до 20 секундни задржување и од 3 до 4 серии. Па тоа би изгледало вака. Положба на чучан. Тука рацете пред вас и држите 15 до 20 секунди. Да. Значи телото мора да би исправено, никако да не се навигувате надолу затоа што имате проблем. Телото исправено, главата горе, рацете напред и спуштени во една седечка положба. Ова не само што ќе ги ојача вашите нозе, односно нозните екстремитети, истовремено ќе го зголеми вашето ниво на кондиција и утре кога ќе се одлучите да направите го промена во вашиот живот, да се качите едно скалило погоре, ќе може да ги издржите следните вежби кои што ќе ви следуваат. И толку беше за ова видео. Доколку ви се допадна ова видео, поставете лайк, доколку не subscribe, доколку не донирајте, 24/7 е линкот достапен на мојот канал, на PayPal. Едноставно е, правите акаунт PayPal и тоа бесплатен е, донирате преку вашата дебитна или па кредитна картичка и тоа е тоа. А ние се гледаме во следно видео. До тогаш, поздрав!